на она за што зборувавме досега, ви представуваме една прекрасна приказна, која што ќе имате можност во подолго издание да ја видите во следниот период на македонската телевизија. Станува збор за исполнување на сонот на 8-годишно дете, кое што всушност од една страна е предизвик и за детето, но и за родителите, но и голем психолошки товар, како за детето, така за двајцата родители. Даријан Галевски доби можност да игра во Ла Масија. Таму е колегата Бранко Чупески, тој го следи напредокот на ова дете и затоа велам ќе ја имате сторијата во следниот период на македонската телевизија, но дотогаш за се она што се случува во Барселона тој известува о таму, а ќе имате можност и прилика во продолжение да видите како изгледа животот на едно семејство кое што ги следи соништата на детето, ја дава поддршката, но во исто време и се соочува со предизвикот. Ла Масија, Жоан Гампер, фудбалскиот сон на секој што нешто знае и чувствува за фудбалот. Даријан Галевски е во Барселона, се надпреварува во боите на каталонскиот гигант, ја доби таа прилика на еден турнир во Загреб, каде што беше избран за MVP меѓу 200 дечиња. Неговите родители се со него. Каков е притисокот, каков е психолошкиот предизвик, зборуваме со Мери и со Дамјан Галевски, а ќе го слушнеме и Даријан. Даријан е на 8 годишно, енергично дете, полно со љубопитност, доста емпатичен, многу сака да помага на останатите деца, доста е креативен, некојаш се обтоварува и со премногу информации кои што ги има, но сепак на крај преобладува неговото детско однесување кое што сепак го има некаква посебна звезда што ја носи самиот он. Веќе 4 години го следиме интензивно Даријан. Сега веќе имаме и финансиски оптеретувања со Црвена звезда, кои што барат многу пожртвуваност, многу финансии. Секоја недела, петок, сабот и недела го носиме на тренизи во Белград. Но тука сме јас и неговиот татко да се погрижиме за сето тоа. Во однос на откажувањата сме се откажале од многу работи во животот. Подсвесно, поддршката која што ние сме ја давале е секојаш присутна. Неговата определба да го прати фудбалот за нас беше задоволство кое што со се срце го прифативме и го бодриме и го поддржуваме 24 часа во текот на денот. Се уште е рано да се каже дали ова е само момент или фудбалска определеност. Значи, до 12 години децата само треба да тренираат и да го сакаат спорт. Во делот до 14 години, кога ќе влезат во фазата на пубертет, но тогаш веќе може да зборуваме дали било само момент или Даријан навистина ќе се определи кон фудбалот. Уште од мала возраст го има осетено патувањето, дружењето со децата, сето она што он многу лесно го помина за кога дојде на кампот во Загреб оваа година, во Академијата на Барселона, да он едноставно само го прикажа она што најдобро знае и умее да го прави. Треба да го пуштиме. Даријан е среќно дете, исполнето дете, го сака фудбалот, живее за фудбалот, спие со фудбалска топка, да го ставиме да тренира, а сето друго, тука сме јас и неговиот татко, како и неговата сестра и брат, кој што ќе се погрижиме за останатиот дел. Како и секој родител, нормално имаше некакви позитивни вибрации и притисоци, меѓутоа со текот на времето, кога почна голем број на награди добиени од негова страна на турнири, признанија, доаѓањето на голем број тренери да ни укажат дека детето имат голем талент, само да продолжиме така, некако тој притисок од наша страна спасна. Не сум кажала ни никој до сега, но Даријан секојдневно сака да се дружи со сите деца. Дали тоа ќе биде со децата од клубот, дали тоа ќе биде со децата училиште или со децата од мало. Даријан после училиште и после завршување на врските со тренизите не сака да си оди дома. Доцна завршува тренинзите на Ла Масија. Тука сме со Даријан Галевски, 8 години, на 18 јануари ќе полниш 9, така? Да. Среќен си во Барселона, среќен си што си тука? Среќен сум бидејќи играм. Што тренирате сега, што играте, каков е односот на тренерите со вас?
Добар, тренираме, играме шева, ронда, играме футбол. Играте на голови нон-стоп? Да. Не ве оптова... Не стоп, но понекогаш. Добро, не ве оптоваруваат со тактика некаква, со техника, со нешто? Ако играме против друга група, ни кажуваат како да се позиционираме. А ти на која позиција играш? Средина лева, А играш напред или назад? напред. Повеќе напред сакаш да играш? Да даваш голови сакаш или сакаш и да додаваш, сакаш и да асистираш? И да давам голови да асистирам. Добро. Те притиска ли некој од дома, мама, тато, некој да играш фудбал или тоа е она што ти си го одбрал досега во ова твое детство? Не, никој не ме притиска, јас сакав да играм фудбал, бидејќи е убав спорт. Што е фудбалот за тебе се уште? Игра или спорт? Двете играи, тоа е спорт кој што е игра. Значи игра и спорт, тоа е најдобрата комбинација што едно дете може да ја замисли за еден спорт. И сега сакаш спортот да биде твоја професионална определба или како? Сакам да бидам играч кој што ќе игра во Барса. Опа, ни помалку ни повеќе во Барселона е. Па добро, еве сега желбата и сонот ти се исполнуваат барем на почетокот. Кој ти е омилен фудбалер? Омилен фудбалер ми е Лионел Меси и Ламин Јамал. Можеш да стигнеш до нивното ниво, што мислиш? Па, не знам. Мислам дека можам. Што треба за да се стигне до едно високо фудбалско ниво? Треба да тренирам, да вежбам, да јадам здрава храна. Што јадеш? Која здрава храна најмногу ја сакаш? Месо. Месо со? Друго нешто? Подпечени компири. Ете така, нема помфрит, нема прженици, нели? Да. Даријан, ти благодариме, ти посакуваме многу успех и многу среќа, ти благодариме за вака што извои време за македонската телевизија. Повеќе ќе откриеме во документарниот филм. Ќе ги поздравиш гледачите во Македонија? Поздрав. Тоа беше Даријан Галевски, кој што накратко само ни опиша моментот тоа како си поминува во Ла Масија, како што сонцето се симнува, односно веќе и од поодамна е симнато од хоризонтот во Барселона, така и ние се одјавуваме. Годравме овој кадар тука на скалите, во аголот, никој да не гледа, никој да не е тука со нас, за да може Даријан слободно да го искаже она што го чувствува, да се надеваме дека ова младо момче ќе биде само пример и инспирација за другите дечиња во Македонија да сватат дека секој еден со многу работа, со многу труд, со откажување, со вложување во себе може да стигне до звезденото небо, ако тоа е воопшто неговата животна определба. За македонската телевизија, за утринската програма, за емисијата Македонија наутро од Барселона, снимателот Ѓорги Деспотовски и Бранко Чупески.